Стотиците милиони евра за проектот Скопје 2014, офшор фирми и сметки, перење на пари скриени собственици, моќници во спрега со криминалци. Десетици афери зад кои стоја неколку тима истражувачки новинари ја раздвижија и ја разбудија домашната јавност во изминатиот период. Извадија на површина многу валкани јалишта, кои чистите бели крагњи се обидуваа да ги зацкријат од јавноста и од граѓаните. Од почетна информација до пласирана сторија, подкрепена со докази, потребни се многу труд, упорност, знаење и храброст. Како е да се работи истражувачко новинарство во Македонија? Тешко. За да биде еден новинар, истражувачки новинар, потребно е прво искуство. Значи, дневното новинарство е основата на истражувачкото новинарство. Мораш да имаш контакти, луѓе, информатори, значи мора да создадеш една мрежа за потоа ти да станеш истражувачки новинар, да те препознаваат и да ти веруваат. Предизвикот е голем затоа што треба многу да се бараат информации, треба многу трпеливост, треба многу копање по документи, читање на документи, закони и сето тоа, се додека не се сложи целиот тој мозаик од многу информации, од многу докази, за да направиме една сторија да биде релевантна за објавување. Николовска и Јовановска стојат зад повеќе истражувачки стории кои предизвикале сериозен импакт во општеството. Двете се децидни. Професионализмот и интегритетот се клучни за граѓаните да те препознаат како сериозен новинар кому може да му се обратат. Информациите за сториите се секаде околу нас, велат тие. Изворите можат да бидат најразлични. Од обичните луѓе на приказна може да тргне, од една обична информација на улица која што си ја слушнал може да биде. Јас имам пример кај што имав информација од таксист со кој што сум се возела, па од таму тргнало цело едно истражување и сум дошла до ајде да речам награда за истражувачка сторија. На секој чекор ти имаш каде да истражуваш. Дури во оние обичните пресконференции на владата имаш сигурно секојдневно нешто да истражиш, нешто што го донела владата. Дали е тоа јавно-приватно партнерство, па треба да истражиш која фирма стои, па каков ќе биде тендерот. Проблеми и притисоци во работењето се речиси секојдневие кај истражувачките новинари, како во Македонија, така и во светот. Затвореноста на институциите и криењето информации и документи се само дел од пречките со кои тие се среќаваат. Многу се затворени институциите и мислам дека тука е најголемиот проблем, она што секогаш го говориме во однос на транспарентноста. Секогаш кога сме се обидувале, тие се тие примери кога сме се обидувале да дојдеме и да одговори на многу прашања, сме поставувале, дури веќе станавме експерти во поставување на прашања, во начинот на кој што ќе го напишеме прашањето. Имателите на информации на сето она што сметаат дека може да нас доведе истражувајќи до нешто што тие не сакаат да биде објавено, знаат тоа да си го сокријат. Не сме имале закани да ни забранат сторија, да ни се јават за сторија, бидејќи мислам дека и како тим сме така функционираме некако компактно, дури не се случило ни да се јава да речат тргнете таа сторија, бидејќи сите сме новинари со интегритет, малти тим, меѓутоа тоа е најбитно. Значи кога ќе си го задржиш интегритетот и знаат дека уште полошо ќе направат ако ти се јават и ако ти речат не објавај историјата. Неретко поради нивната работа тие биле мета на обиди за дискредитација преку портали блиски до центрите на моќ кои ги истражувале. Истражувачкото новинарство во Македонија има иднина, а нашите соговорници се согласни дека медиумските куќи мора да им дадат повеќе простор, време и средства на постоечките истражувачки тимови за да можат да продолжат со работа и да бидат коректор на власта и на системот. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ.